Голем црковно-народен собир се организираше на манастирот Добра вода во Оризари на втор ден Божи, кога се одбележува празникот Соборна Пресвета Богородица. Собирот на овој убав ден прерасна во традиција. Домакинките сукаа зелници, а се кршеше и лепче со паричка. Кумот на собирот го предава кумството на нов кум, а свештеникот го благословува лепчето, виното и пченицата и им посака среќно ново 2023 лето господово на сите верници. Најголема пречка на црковниот собир да биде уште помасовен досега беше тешко пристапниот пат до манастирот. Меѓутоа, откако патот е асфалтиран, голем број верници доаѓаат на манастирот, се молат на Бога за здравие и полнат вода од лековитиот извор кај црквата. Манастирот во моментот е во фаза на фреско живописување. 10 години го правиме оваа традиција, сега 11-та, да продолжи и надалje натам таа традиција за младата генерација, се подобро и поубаво дине. Патот го тржиме други години, ево патот е добар, направен асфалт, се движат луѓето, верниците како што треба. Сега почнуваме манастирчето го новинаваме. Се како што треба, сега треба да се цртат фрески. Фреските да се цртат, има пазарно мајстори ќе дојдат со овие денови да го цртат и сакам да даме еден апел до верниците на сите кој колку можат и кој колку сакат да дадат, да помогнат на манастирот како донација. А може некој кој сака и да донира, да се земе својата фреска цела, да се биде негова да цртаме. Градоначалникот на општина Кочани Липче Папазов, кој присуствуваше на собирот, ги поздрави верниците и им посака добро здравие во новата година. За многу години, среќни празници, новогодишни, божикни. Убава е гледката денес за Оризари, на вториот ден од Божик, по повод дружбата на Добра вода. Тука сум присутен да ги поздравам сите верници, да ги споделиме своите радости од Христовото рожденство и да ги посакаме на сите добро здравје, многу среќа и успех во новата лето господово. Инаку на манастирот Добра вода, освен на вториот ден Божик, секоја година се слави и првиот петок по Великден, или кај народот познат источен петок Балаклија, кога се празнува црковно-народен собир. Се верува дека водата во овој манастир е лековита.